година и пол нашите институции, нашата држава и нашата државност се наоѓаат под невиден жесток притисок и криза. Денес сакаат да го компрометираат судот, да ги компрометираат судиите, носени од својата фрустрација дека нивното квази пара тело, наречено специјално јавно обвинителство, не може да им испорача резултати. Тие практично сакаат со еден голем наплив на кривични пријави да ја девалвираат улогата на судот и на судството и законското работење на судиите и сакаат да создадат илузија дека судот, отфрлајќи ги и одбивајќи ги кривичните пријави, всушност работи незаконито. Таа манипулација ја прават преку поднесување на кривични пријави за дела кои што веќе одамна се процесуирани и се третираат како пресудена работа, како и кривични пријави против судии и председател на суд, што денеска е нонсенс и е преседан во светската пракса судска. Не може против судија да се поднесува кривична пријава заради тоа што пресудил така како што тие не сакаат. Тоа може да го прават во една сосема друга постапка, во други инстанции и тоа многу тие добро го знаат. На тој начин тие создаваат илузија дека судиите се партизирани, судството е партизирано и работи незаконски, што не е така. Второ, и многу битно, органот кој што ги поднесува кривичните пријави нема уставна основа, а тоа е нивното специјално јавно обвинителство, кој што е парадржавен орган и е тумор во нашиот правосуден систем. Само да се прочита називот на законот по кој што тоа специјално јавно обвинителство е формирано, ќе сватите за каква небулоза и правна контрадикторност станува збор. Тоа специјално јавно обвинителство треба да истражува врз основа на незаконски прислушкувани материјали. Замислете, незаконски прислушкувани материјали, а нив судот да ги третира како докази, што е апсурд. Според тоа, специјалното јавно обвинителство останува чисто политички орган, кој што во правосудниот систем не може да действува поинаку освен политички. Но она што е битно е тоа дека за СДСМ тоа е нормална ситуација. Тие се носат со логиката, тоест бекграундот од 1996 година, кога во едно попладне назначија 500 судии по политички пат. СДСМ според тоа не се научени да работат според законот и според уставот. За разлика од нив, ВМРО-ДПМН ја создаде Академијата за суди и јавни обвинители, ги измени законите за судството, каде што утврди систем на кариера во напредувањето, оценувањето, разрешувањето на судиите, изборот на судиите, се ги врши тело кое што е независно од извршната власт, а тоа е Советот на судиите. СДСМ е заробен ум и од 1996 година не може да прифатат независно судство. Тие затоа секогаш го сметале судството за партиско. Тој оркестриран и засилен напад во последните денови кон нашите судии и судството во суштина е заснова на тезите на Заев дека не го признава правосудниот систем, особено кривичниот суд. Затоа оттука ги охрабруваме судиите да истрајат на својата заклетва, која што ја имаат дадено при нивниот избор, да судат според уставот и според законите, во име и особено во интерес на граѓаните на Република Македонија и на нашата држава. Ви благодарам многу.